Евангелие според Марко, 14 глава. По 2 дни беше Пасха и празникот без квасници. А првосвештениците и книжниците сакаа да го фатат на измама и да го бијат. Но велеа: не на празникот, за да не стане бунт меѓу луѓето. А кога тој беше во Витанија, во куќата на Симон лепрозниот, и седеше на трпеза, дојде една жена со алабастерен сад, со скапоцено и чисто на ардово миро. И кога го искрши садот, го изли мирото врз главата негова. А некои негодуваа во себе и говореа: зошто мирото да се растура? Тоа можеше да се продаде за повеќе од 300 денарии и да им се раздадат на сиромасите. И негодуваа против неа. Но Исус рече: оставете ја неа, зошто ја буните? Таа направи добро дело кон мене. Сиромасите секогаш ги имате со вас и кога сакате можете да им направите добро. Но ме немате секогаш. Тоа што можеше таа го направи. Однапред го помаза телото мое за погребение. Вистина ви велам, каде и да се проповеда ова Евангелие, по целиот свет ќе се прикажува за нејзин спомен и за тоа што го направи таа. Тогаш Јуда Искариотски, еден од 12 мината, отиде кај првосвештениците за да им го предаде. А тие, штом чуја, се зарадуваа и ветија да му дадат пари. И бараше погодно време за да го предаде. Во првиот ден на бесквасници, кога го колеа пасхалното јагне, учениците негови му рекоа: каде сакаш да отидеме и да приготвиме, за да ја јадеш пасхата? И прати двајца од учениците своји, па им рече: отидете в град и ќе ве сретне еден човек што ќе носи стомна со вода. Одете по него и каде што ќе влезе тој, кажете му на домаќинот: учителот прашува, каде е собата во која ќе јадам пасхата со учениците своји? И тој ќе ви покаже голема соба, послана, приготвена, таму сгответени. Излего учениците негови и дојдоа во градот и најдоа како што им беше рекол, па ја приготвија пасхата. А кога се стемни, тој дојде со 12 мината. И кога седеа на трапезата и јадеа, Исус им рече: вистина ви велам, еден од вас што јаде со мене ќе ме предаде. Тие се разжалостија и почнаа еден по друг да прашуваат: да не сум јас? А тој им одговори и рече: еден од 12 мината е што мака со мене во чинијата. Но синот човечки заминува како што е напишано за него. Само тешко му на оној човек преку кого синот човечки ќе биде предаден. Подобро ќе беше за тој човек да не се беше родил. И кога јадеа, зеде Исус хлеб, го благослови, го прекрши, па им даде и рече: земете, јадете, ова е моето тело. Потоа ја зеде чашата, заблагодари и им ја даде. И се напија од неа сите. И им рече: ова е мојата крв на новиот завет, која се пролива за мнозина. Вистина ви велам, нема да пијам веќе од лозовиот плод се до оној ден кога ќе пијам нов во Царството Божјо. Па откако испеа благодарствена песна, се искачија на Маслиновата гора. Им рече Исус: сите ќе се соблазните заради мене во оваа ноќ, зашто е напишано: ќе го удрам пастирот и ќе се разбегаат овците. А по воскресението мое ќе отидам пред вас во Галилеја. А Петар му рече: дури сите да се соблазнат, јас не. И му рече Исус: вистина ти велам дека уште денес, во оваа ноќ, пред да запее петел 2 пати, ти 3 пати ќе се откажеш од мене. Но тој уште поодлучно говореше: ако треба дури да умрам со тебе, нема да се одречам од тебе. И сите истото го рекоа. Пристигнаа во пределот по име Гетсиманија. Им рече на учениците своји: седете овде, додека отидам да се помолам.
И ги зете со себе Петар, Јаков и Јован. Се замисли и почна да тагува, па им рече: Душата ми е до смрт нажалена, останете тука и бидете будни. И штом се оддалечи малку, падна на земја и се молеше за да го одмине часот, ако е можно. И велеше: Ава, Оче, се е можно за тебе, отклони ја од мене оваа чаша, сепак не како ја што сакам, туку како ти. Па дојде и ги затече да спијат и му рече на Петар: Симоне, спиеш ли? Не можеше ли еден час да бидеш буден? Бидете будни и молете се за да не паднете во искушение, зашто духот е бодар, но телото е слабо. И пак отиде и се помоли, изговарајќи ги истите оние зборови. А од кога се врати, ги најде пак како спијат, зашто очите им беа натежнале и не знаја што да му одговорат. И по трет пат дојде и им рече: Само спиете и почивате. Доста, дојде часот. Еве, се предава Синот човечки во рацете на грешници. Станете, да одиме. Еве, наближи оној што ме предава. И веднаш, додека тој се уште говореше, Јуда, еден од 12 мината, дојде. И со него многу народ со мечеви и со стапови, испратени од првосвештениците, книжниците и старешините. А оној што го предаваше им беше дал знак, велејќи: Кого ќе го целивам, тоа е, фатете го и водете го предпазливо. Па кога дојде, веднаш приде до него и рече: Те поздравувам, Рави, и го целива. И тие ги кладоа рацете своји на него и го фатија. Еден пак од оние што стоја таму извади нож, го удри слугата на првосвештеникот и му го одсече увото. Исус им одговори и рече: Зар како на разбойник сте излегле со мечеви и стапови за да ме фатите? Секој ден бев со вас во храмот и поучував, и не ме фативте, но нека се исполнат писмата. И откако го оставија, сите се разбегаа. А по него врвеше некој млад човек, наметнат со платниште на голо тело. И војниците го фатија тој млад човек, но тој, кога го остави платништето, побегна од нив необлечен. И го доведоа Исуса кај првосвештеникот и се собраа таму сите првосвештеници, старешини и книжници. А Петар врвеше по него оддалеку, седо внатре, во дворот на првосвештеникот, па седна со слугите и се грееше на огнот. Првосвештениците и целиот Синедрион бараа сведоштва против Исуса, за да го убијат, и не наоѓаа. Зашто мнозина лажно сведочеа против него, но тие сведоштва не се сложуваа. И станаа некои, посведочеа лажно против него велејќи: Чувме кога тој говореше: Ќе го урнам овој ракотворен храм и по 3 дни ќе созидам друг, не ракотворен. Но ниту тоа нивно сведочење не беше еднакво. И првосвештеникот, откако застана на средина, го праша Исус говорејќи: Ништо ли не одговораш? Што сведочат овие против тебе? Но тој молчеше и ништо не одговараше. Првосвештеникот пак го праша и му рече: Ти ли си Христос, Синот на Благословениот? Исус му рече: Јас сум. И ќе го видите Синот човечки како седи од десната страна на силата и како доаѓа на облаците небески. А првосвештеникот ја раскина облеката своја и рече: Зошто ни се повеќе сведоци? Чувте како хули на Бога, што мислите? И сите тие го осудија дека заслужува смрт. А некои почнаа да плукаат на него, да му го покриваат лицето, да го удираат и да му велат: Проречи! И слугите го удираа по образите. Кога Петар беше долу во дворот, дојде една од слугинките на првосвештеникот, па штом го виде Петар како се грее, го погледна и рече: И ти беше со Исус од Назарет. Но тој одрече велејќи: Не знам, ниту разбирам што говориш.
излезе надвор пред дворот и запеа петел. Слугинката, кога го виде повторно, почна да им зборува и на оние што стоја таму. И овој е од нив. Тој пак одрече. Подоцна оние што стоја таму му рекоа на Петар: навистина, и ти си од нив, бидејќи си галилеец, а и говорот ти е таков. А тој почна да се колне и заколнува: не го познавам тој човек за кого говорите. И повтор пат петел запеа. Петар се сети на зборовите што му ги каже Исус: уште пред 2 пати петел да запее, 3 пати ќе се одречеш од мене. И почна да плаче.